Според прогнозите, во Македонија се очекуваат врнежи од снег во текот на следните денови, особено на повисоките места и планините. Температурите значително ќе се намалат, што ќе донесе зимска атмосфера во повеќе региони низ земјата. Метеоролозите најавуваат дека врнежите ќе започнат со дожд, но со опаѓањето на температурите ќе се претворат во снег. Најзасегнати ќе бидат западните и северните делови, каде што се очекува формирање на снежна покривка. Граѓаните се предупредуваат на внимателност при движење, особено на патиштата, каде што може да има зголемен ризик од лизгање. Мајката на починатата Ангела, која трагично го загуби животот во Нови Сад, ја отвори својата душа и проговори за моментите кои ја оставија без ќерка. Во својата исповед, таа опиша детали од последните денови на Ангела и упати апел за правда и вистина за нејзината загуба. Случајот предизвика големо внимание во јавноста, а институциите продолжуваат да ги истражуваат околностите на трагедијата. Мајката со болка ја повика јавноста и надлежните органи да направат се за да се открие вистината и да се спречат слични трагедии во иднина. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека ќе го покани израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху да ја посети Унгарија. Оваа најава доаѓа во време на зајакнување на дипломатските односи меѓу двете земји со фокус на економска и безбедносна соработка. Орбан го истакна значењето на билатералните врски со Израел, особено во контекст на актуелните геополитички предизвици. Посетата на Нетањаху се очекува да придонесе за продлабочување на односите и отворање нови можности за соработка. Американскиот председател Доналд Трамп се уште не ја објави својата стратегија за мирно решавање на конфликтот во Украина, иако претходно изјави дека може да го заврши конфликтот за 24 часа. Неговото молчење предизвикува реакции во јавноста, особено во контекст на очекувањата од неговите надворешнополитички ставови. Политичките аналитичари оценуваат дека Трамп ја користи темата за Украина како дел од својата изборна реторика, но без конкретни детали за можни чекори. Истовремено, конфликтот продолжува да ескалира, што дополнително ја истакнува потребата од итен и одржлив мировен план. Доналд Трамп ја номинираше Пем Бонди за позицијата државен обвинител на САД. Бонди е поранешен државен обвинител на Флорида и важи за долгогодишна сојузничка на Трамп, позната по нејзините конзервативни ставови и силна поддршка за неговите политики. Номинацијата предизвика мешани реакции во политичките кругови, со оглед на тоа што Бонди има историја на јавни контроверзии поврзани со нејзината работа како обвинител. Очекувањата се дека нејзината кандидатура ќе се соочи со жестока дебата во Конгресот.